Здраво. Денес на Кики е роден ден. Роден ден. И ја пред некој ден ја викам, што сакаш за роден ден? Поклонот што си го повара беше да ги завршам видеата за втор месец од серијалот што си го прави, ама најверојатно ќе биде и третиот месец и најверојатно сите видеа за секогаш ќе бидат. Тоа е мојот живот. Тоа е мора да се работи, немојте да мислите дека YouTube е лесен. Особено не е лесен кога имаш два канали и плюс кога за вториот канал имаш вработено друг човек да го води, тоа е уште потешко. И денеска е нејзин ден, ја денеска треба нешто да ја приуштам. Решив дека ќе го приуштам тоа што ја направи да биде подобар човек у претходната измината нејзина година број 25 кон 26. Тоа е приводењето грижа за нејзиното тело и за сама себе. Она научи многу добро да готви, само добри јадења и само здрави јадења. Ја покрај неа си јаде све што е убаво и здраво. Па денес ја ќе готвам на неа. Мислам нема да ја готвам на мој начин. Ќе пробам да готвам на нејзин начин. И заврши на неа програмата, она со точно прецизно кој месец, кој ден, што се да јаде, али у принцип си ги има здравите јадења како листа и денес пошто е роден ден, мислам дека заслужува да ги направиме. Јас да ги направам. Јадењата од цела програма што и беа омилени, као омилен доручек, омилен ручек, омилена ужина, омилена вечер. Многу јадење има. Ја мислам дека цел ден ќе готвам, изгора на се треба да се прави торта. Онака бонус мил. Што ми текна сеа, ја цел ден ќе бидам у кујна. Таму и припаѓаш, кучко. Во изводот ми пишува дека сум машко. Фан факт, онака. Зашто уствари сметам дека ова е најбоље поклон што некој може да го добие за роден ден, односно да му направиш на човекот некаква услуга. Времето и трудот не можат да се купат со пари, окей, на некој начин можат. Така да ако било која размислуваш што да му поклониш на ближниот твој, земи, заврши му ја работата, пошто тоа ќе му значи највеќе. Вања. Ја нема да се снајдам ово. Ја мислам дека Кики ќе добие доручек за ручек. Фан факт, као копли толку многу сакав да станам готвач и кога сите ми вика Иван, ти не треба да бидеш готвач, ти треба да бидеш глумец. Ја им викав добра дека ќе станам глумец и ќе глумам готвач. Ствари не сум многу далеко од тоа што сум си го замислувал, ајде да почињам пошто постои уште една фора што можеме да направам. Тоа е да најдам некое место, 100% постојат такви места кои што им носиш рецепт, им носиш ингредиенц и ти готват јадење. 100%. Ама вајда до сега би текнало тоа на Киќа, така да дури да постои сигурно не е опција. Сега порано кога сум заглавувал на некоја игра сум барал читови, а можам полесно да ја поминам. Друга опција ми е да отидам на баба ми заедно да ги правиме ствариве, да викнам баба ми да дојде заедно. Не може, од мене роденденскиот поклон не може ни така. Ја не ми останува друга опција осим да готвам во тавчето кое што е прљаво бе педер, сериозно, а умивалникот чист. Сега треба да го чистам тавчето и да го прљам умивалникот. Види, било кој момент да ми сгусне ситуацијата, јас можам да ја викнам Киќа да ми помогне, само што ќе се потрудам тоа да не биде првите 5 минути. Али прилично сум сигурен дека конкретно за овој оброк ќе ми треба помош, пошто не сум ни гледал како се прави, затоа што е доручек, доручеците Киќа стално ги правила сама и јас сум спиел. Текна ли имам да истиниш? И тоа ли треба? Тебе имам па на сабајле, знаеш дека пијам лимон со ѓумбир. Заборавив дека треба и тоа. Епа, ајде, чоп. Лимонада со ѓумбир. Киќе пред доручекот ти е готов. О мај гад. Благодарам. Сериозно? Иван, денес ми е роден ден, ми треба... Сакаше нови да пукам на ствари. Уживај нови пукнав. Ги имам изчистен. Среќен роден ден! Ки дојдеш барем да ми кажуваш што да правам? Едно јајце. Не едно, значи дуплирај го, тоа е за еден човек. Јас си... Па за 4 лајци да правам. Па 4. Абе едно со друго чукни ги? Не ми кажувај како да правам. Не, тоа не е тука. Оп! Why you do this though? Работи? Па... Работи. Уште не е проверено. Другото ќе биде добро. Жи ми се знам ова да го правам. Ама Иван не ги ставај сите состојките, молиш читај подготовка. Треба да ги измешаш јајцето и урдата само прво, а не да ги читаш состојките и да шлахнеш се.
заврши подготовка. А ножиците за кој дел од рецептот се ги сечиш палачинките на пола? За тајната состојка која што ти ќе ја добиеш. Повеќе се потресе за репчето ако го пресечам, него ли курат ако го пресечам. Таман. Звер. 5 дена веќе се тука конфетиве на земја. Па веќе е шести. Шести ден се конфетиве на земја. И на 7-миот се родил Исус Христос. А на 8-миот ми е мене роден ден. Средила ти. Средила треба 8 дена да има. Не работи тоа така, мислам по недели, тоа само за велик ден е така. Ништо не си научила! Ете уште еден роденденски поклон што не се купува со пари, Иван! Првото вртење. Не, како полека е тоа. па се чепа, ти ова не е Полека, палачинка. пробај. Кристина! Дај, може не е спремна за... Добар си, момче. Добар сум. Готово, завршив, добро ги. Цели конфети ги донесовме у кујна. Вака метеше, бе, мучко. Мислам дека со недели ќе го правам ова. Ама мене ми е забавно да ги гледам по земја, мислам. Contrary to the popular opinion, мене ми е јако да си ги јавам низ дома, пошто ми го шараат подот, јас сум таква светлица. Не ми сметаат. Па што туку се живцаш? Ќе дојде мајка ти на гости да ти, ама ми ќе се нервира, не идам на мајка ти лошо да ја правам. Ги објасниме дека нас ни убава да е. Ама не е битно на нас дали ни убаво, на неа да ја биде убаво треба. Моја одбрана? Не знам како е моја одбрана, ама јас не ни очекував до ручекот да испадне нешто. За ручекот, за ужината и за вечерата ти гарантирам. Може? Кецири! Зошто не се одбивам? Кетири! Кецири! Кетири! Hey Siri, play It's My Birthday on Spotify. Седиш на? Now playing It's My Birthday by Life on Spotify. Wi-Fi е шаба? Немам појма. Оле, подамено! I'ma spend my money. Uh-oh. Ну, пари трошко. Добра си. It was nice to know ya. Let's do it again. Што денеска ми е празник, сваѓам како име на домакинките кога ми е празник. Срце. Па стварно да ти имам. Чисти празник. Фала, брат. На слава да ти имам, ќе им дојде цел ден у кујна заглавуваат. Ќе им дојде нешто Божик бадник кујна за велик ден у кујна заглавуваат. Спремаат за цела фамилија све. Им вика ли некој фала? Да. Мама лажич филип. Не знам, види што пишува. Лажица. Лажица пише. Ете така, голема. Ко така да се дели. Возрастна. Independent strong spoon that doesn't need no fork. Прекрасно. Ова, на кого ја остави? Да. Јас ти готвам денес. Чекај да ја исушам. А можам вака? Не можеш, не се лизгави. Спечула дроп. И врзи јогуртот. И врзи јогуртот. Не реди колку и да пишува таму, 6-7. Нека има роден ден е тури. Тука пишува Две малини. замрзнати боровинки. Колку малини се замрзнати боровинки? Кој е еквивалентот? 7. Само во јогуртот или насекаде? Насекаде. Леле, не. Не! Туди! Ајде, Иван, пошто сега те учам, домаќински совет број 1. Дури ја чекаш последнава. Го земаш она, кај што ти беше смесата и го миеш. Тоа се вика штедење на време и не полнење на умивалник. Може да твитам додека ја чекам последната. Не го прават домаќинките тоа. Само домакинки твитаат. Иди на Твитер. Како покажав како таму да се наоѓа Твитер. Доручек. Чекат. Ова беше ебено измачувачки, Петар. А тек торта? Ужина? Не ми требаш, треба да ми готвиш, чекај. Прекрасен си. Да? Која да сум ги правила? Иван пак заспа и сега му звони алармата. Светло, за Светлана. Тука е светле? Пак ли, Иван? И годинава ли? Пилани спиеше на мојот роден ден, копито. Секоја година листото не ли научи од лани? Ај, зај разбира, мале. Му се приспива, ама ти... порасни, само мене ме криват. А ручек, а торта, а ужина. Сакам ужина. Сега све ќе направам. Омилена ужина ти е бадеми. Може и со нешто друго да поминеме. Шо има полесно? Најверојатно, милена ужина, мене ми е протеински пудинг, пошто е најблагата fucking ужина и затоа не сум посакала благо.
Ама пошто треба да готвиш ти денес, тоест да припремаш се, многу е лесно ти да извадиш Припремам. пудинг од фрижидер и да ми Готвење и ставиш тоа. лажичка. Готвење треба да Исто го како што отворам да свариш канчето и макарони треба да- не е готвење. Пред фактите и боговите молчат. Ти си фактот, јас сум богот. Денеска е кике ден, ти си богот на... Богиња, богиња. Стани бе, мучко, сакам и кафе. И те кафе ќе готвам. Трудно феја да си зимам, а сватив дека не сум гладен. А може вака на шанк да каснам овде. Ми бадна бадем джем. Каде е друго што има одамна нема спомината? На жена ми е роден ден па. Супер, нека е среќа. Се заебав и реков дека цел ден ќе готвам. До сега имам само еден оброк направено. Тури дупла. Каде е тортата? Ще ги со шанкерот правам муана. Жена ми. Не грни се ќе настинеш. Каква ви е таа здрава торта, баш ме интересира. Па, без бело брашно, без бел шеќер. Бананче, урмичка, малинка, некои такви лесни ствари. Ај што, не прекај много на салата и кажи ева ти торта. Фала на идеја. Пошов да ја правам тортата и дојајќи ќе да ми помогне, ама in my defense, јас не очекував дека ќе треба да правам и торта. Јас си планирам да имам као 3 до 4 оброци, нема смисла да нема торта за роден ден. Реално и страф ми да не ми ја заебеш тортата, сакам ја да бидам тука. Реално да е менен. Види урми во врела вода, шо е ова? Шо бе ќе се одблажат? Да, колку нема да биде блага торта, бе. Торта ќе биде кике блюткава. Барав 4 дена некои хелти рецепти за торта здрава и сите состојки беа као нешто америчко. Што ги нема Македонија, во Да. македонските кам маркети. Само во америчките камина. И најдов таков рецепт, baby's first smash cake, као торта што ми му е направил на бебе за еден За роден вака ден, да ја јаде. може да се, кај што се Дали така шлага. ќе јадеме оваа торта? Се надевам нема. Да, maple syrup, ама ние немаме јаворов сируп, така да со мед ќе го заменим. А фростингот тука, леле многу зборувам, не можам. А фростингот тука е со кокосово млеко и треба да бие. Нема твоето видео ќе си го раскажеш. Поентата на ова видео е како Иван пробува да готви. Тоа ќе си ги раскажуваш во твоите видеа, ќе мотивираш илјадници жени. Фростингот е добар. Не знам дали да биде кафеав или бел. Кафеав. Па тој не е по овој рецепт. Е па бел. Неформално мислам дека добив дозвола во овој рецепт да бидам во улога на Чира. Како што сум прочем секогаш у кујна. А сакаш стварно кој што кажа биркаш овош на салата да направиме да Не, во. Ќе ставиме фил само од згора, ќе шлак, ќе направиме здрав шлак со белка и стевија. Значи дај ја да ти направам торта. Еве и ова ќе го искористам кокосовото што? Масло. Масло. 65 грама малини. Ајде малини. Мали! Значи гике толку многу апарати имаме у кујна, имаме само еден продужен со 3 влеза. Знам. Од кој што еден е фрижидерот секогаш. Дај барем Шестока. Хајде, давам. Дозвола бараше? Даде на тие дозволата. Не, барам. Блендај предоста, торта ми треба. Се бленда бе, како не се бленда бе, Гледам. пролив ги направи. Извади ми го тоа за печење кружното. Не е тук. Мора да е тука. Не е тук. Мора да е. Не, Кике, не е тук. Мора да е тука. Кике тука е. Сакај не миксерот? Не знам. Од прва! А уште ручек немам направено. И ја ручек. А да го направиш ручекот на брзинка? Јас се паничам. Немој, јас сум ловала. Ама треба јас да готвам, не ти. Геви га, мора да се ручува меѓу време. Правиме пица, здрава пица. На тортилја. Без брашно. Мојата е малку понездрава, пошто јас сум малце лигуш. Ама здрава пица. Предходниот роден ден исто јадевме пица. Да, од Доминос имав нарачан. Епа сме напреднале. Ми се века заедно ќе кажем истото како сценарио да имаме. Ти мислиш да. Ќе кажем? Сме напреднале. Аха. Сме напреднале. Ќе продадеме на Телма ова. Ама спен мама. Леле, Кристина, ти не си човек да ти пушти песна во текот на денот. Вчера да ти имам Goosebumps. А ти ја пушти, ти си крив. Иван одеше на репит, само таа песна 2 сати, не знам дали си свесен. Како да не ми остане вум? 2 сати ја лупаше. Ја лупаше. Ја лупаше! Бадум. Но ми е криво што немам рукола, значи. Ке пробам да експериментирам со спанајкот, не знам. Ке ти пратам една статија, читав. На Facebook? На Facebook читав една статија. Христинче, ке ти ја пратам, ке ти пуштам линкче од статијата. Руколата лечела рак, секакви болести, сида, корона.
Еве, за тоа сега, само еве со коронава се отугивме. Па не можеме да си предадеме, да. Да. Ќе ти пуштам линкче на Facebook да не се гледаме вака, нема смисла. А сега како се гледаме? Сега не гледа короната, сега е ноќе. Не работи после 7. Вака изгледа чиракувањето на Иван. Уствари ја правам се, а тој само ми прави муавет и си раскажува нешто што му текнало и се нарекува себе си чирак. А јас тука како чирак денес требаше пола јадење да му го направам. Тој муабет што ја ти го правам секој пат, тебе те мотивира и те одржува во живот. Храната што ја правам не ме одржува во живот. За некои најбитни заклучоци животни што сум ги донел, ти си единствениот човек кој што ги има слушнато. Вака ме подценуваш сериозно. Извини. Среќен роден ден. Па јас олку да извадам од блендеров никогаш не Да се знае дека работам. Добар чирак си. Јас сум шеф. Јас сум гезве. Ти си цедалка, ти си презла. Може со тоа нешто? Не, јас сум сите што немаат везе. Океј, ручек. Се важима за чек. Не, чеке, ама Цело пола. време бев инволвиран активно во се. Со коронава се отугивме. Работев. Поштовање. 0,5 поени. Поштовање. Се гледаме наредна сесија. Вечера? Поштовање. Фала, брат. Да, тоа за вечера. И мене ми омилениот ручек од твојата програма. Не, стварно имам премногу вкусни јадења. Не знам, ова е како роденденски. Ајде, Најроденденски е, дефинитивно. Као уште вака по триаголничиња да ги исечеме прициве и да си зијаме као тука, вака да ја бутнеме масава до крај, како шведска маса да ја направиме. И онака да си стоиме покрај маса и да јадеме пицички. И сокче газирано да пиеме. Абе, киќе, ова е пица, не е бурито. Се што е во тортилја е бурито, Иван, мислам сега. Витамини треба да пиеме. Мене, на тебе. Корона, камет ми. Чакате малецки кафенца? Малецки кафенца. Кратко еспресо во голема чаша со млеко до горе. Ладно, благо нематено нескафе. Не, малецко кафенце. Тепано биено сирење. Не, малецко кафенце. Pretty lady. Уште треба. Ама све мама. Ги потрошив сите пари, извинете. Иван, шо при? Ќе се изморив. Шо се измори бе? Ќе јас правев доручек, ставив ужина. Правев ручек, правев торта. И ова секој ден ако го правиш, јас не знам како имаш сила за се и плюс работиш. Правда за жените домакинки. Станувај, вака на мојот роден ден. Главата горе, девојко. Главата горе, девојко. Го премачкав ова со филот, демек што го направивме. И сега капе као ние фонтанине. Да си мацнеме. Да грде, нема никаков вкус. Не, до тоа, до твоите прсти. Да не беше денес, ја немаше да знам како се користат пола од ствари во кои. Леле, многу восок има. Ке нема да остане торта во ова. Пали се! Е, ти реков восок ти, не, овие се од тие што не се гаснат. Ке чакмакот престана да ми пали. Еј, Бе, не се плаши, вајда, не знам. па 26 други се. Ти реков не 26. Ке сега толку години пуниш, што да ти правам? Ја Ап. Те пецка? Не бе, ке само се пичкаш. Не ме пецка бе. Катастрофа. Малце ме бола нозете, многу ме бола нозете. Абе, не може сега ќе чекаат нозете. Happy birthday to you. Happy, дувај ги, готови се. Толку име душата. Омегат, колку темно наеднаш стана, премногу светеа. Ајде. Става сега. Ајде. Види ја тортава, бе, Иван. Види колку пепел има. Си ја заебавме тортата. Восок, скроз си ја заебавме. Види ке поише веќе за сликање, него ли за јадење така да. Превкусна ќе биде доста. Јеби ќе земеме бананче нешто ќе издроиме, ќе каснеме, ајде. Може да го скупнеме цело ово и се што ни остана само да дотуриме. Мелка, ништо. Нема. Ајде макни ја дајварот. Добре, демек, не ме дупи. За секој ебан оброк го рече ова. Fuck you, знаеш дека ќе ти биде вкусно. Ова ќе како банана омлетот, што го јадевме. Така?
Да. И actually подобро од банана омлетот затоа што нема јајце. Мислам нема пржено јајце. Среќен роден. Не ти е више роденден, а уште имам вечера за прајање. Види, торта бе, валјда доста калорична. Да завршиме на торта? Спасам ли со торта, да. Ки ти ја направам утре таа вечера, што требаше денес. Да, здрави манчи се овие. Ова е сендвич со моцарела и песто. Шо ако сакаме и репете? Не претерувам. Staying alive, staying... Епа, значи торта, success. Фала ти. Среќен роденден, Кике. Фала. Среќен Кикеден Иван. Фала ти што ми готвеше цел ден и што се Потруди да научиш. Епа, фала ви многу педери што гледавте ово видео. Сметам дека заради празников заслужува видео да добие еден лайк. Еден лайк? Сам ќе си ставам еден лайк. И од сите така, сите ако ти дадат по еден лайк, ќе се соберат Разбравме. 4500 лайкови. Значи, ако видео има повеќе од 4500 views, а помалку од 4500 лайкови, тоа значи дека не лайкнал секој. Тоа значи дека не Дека заслужуваат пич, нареден роден ден. не заслужуваат ни наредно видео. Не заслужува да бидат сабскрайбнати или не сабскрайбнати на YouTube, не заслужуваат да го гледаат Иван Ајнштейн канал. Не заслужуваат интернет дома. Не заслужуваат да имаат паметен или непаметен уред, било каков уред. Клима не заслужуваш дома да имаш. Ако не ми го лайкнеш видео. Ниш поред. Лайкни го видеото.